А така не ли стравувате од казнената политика на власт? Во однос на казнената политика сакам да ја разбијам оваа лага што ја штират марионетската власт на Заев и директорот на Државниот завод за статистика. Тоа е една голема лага и тоа што го кажуваат за кривична одговорност не е точно. Народот нека го заборави, доколку народот не даде податоци, предвидена е само прекршечна одговорност од 200 евра. Меѓутоа тука сакам да појаснам дека за нашиниците во странство кои сега во моментот се попишуваат, ова не важи, бидејќи Македонија не може да поднесува прекршечни пријави во странски држави, а уште повеќе што овие прекршечни казни застаруваат во рок од една година. А исто така имаме план како и народот во Македонија ќе покажеме дека нема оваа казна да важи и за нас тука во Македонија, меѓутоа тоа ќе го објасниме од 1 април кога ќе почне попишувањето во Македонија. Значи нема казни затвор, лаже директорот, лаже Заев. Викате се повикувате на здравјето на граѓаните, а кои се суштинските причини зашто не сакате да има попис? Суштинските причини се веќе дека Заев и Ахмети го има договорено пописот. Без разлика колку да излезат, процентите се договорени, ова е политички попис за проценти и тука сакам да кажам дека генерално ние не сме против попис, ние сакаме статистичка операција, статистички попис кој што ќе ја прикаже реалната бројка на населението во државата, меѓутоа овој попис е фалсификуван, веќе е договорен и затоа ние мора по секоја цена да го спречиме, бидејќи Македонија ако дозволи уште еден фалсификуван попис како оној во 2002 година, дефинитивно го губи темелот на државата. И само уште една прашање. Па некаде албанците треба да видат некаде околу 35%. Што е една голема лага и иако реалноста некаде според нашите податоци околу 17%. Па тогаш ако не се така, зошто се плашите да има попис? Како? Ако не е така, зошто се плашите? Ние не се плашиме да има попис. Позадината ви е тоа да не излегуваат другите националности поголеми од Ние не се плашиме од попис, ние сакаме реален попис кој што ќе биде спроведен според закон, кој што ги опфаќа сите европски стандарди. И во однос на овој закон, Заев и директорот на Државниот завод за статистика лажат. Нашиот закон не е усогласен. Јас ги тврдам под полна одговорност дека нашиот закон не е усогласен со стандардите на Евростат, Европското статистичко бюро на Европската унија. Они лажат и дотолку повеќе што на 25 декември ланската година Бојан Маричич, министерот за правда, директорот на Државниот завод за статистика имаат подпишана својарачна писмена изјава која имаат пратена во Брисел, во која што признава дека пописот, нашиот закон за попис не е усогласен со европските пописни стандарди, односно со Евростат и меѓународно правните документи кои што се од оваа област. Еве барате одложување за колкав временски период би било тоа. Претходно председателот кажа Пендаровски дека еве поради епидемиолошката состојба може до месец-два, но вашите барања доколку еве прифатат одложување краткорочно, долгорочно, до кога? Нашето барање за одложување тогаш кога ќе има услови за нула заразени со коронавирус. Сега тоа не можеме однапред да кажеме дали ќе биде 5 месеци, дали една година, дали 2 години. Значи ние бараме попис со нула заразени од коронавирус, опасност од нула заразени со коронавирус. Фала ве. Нашата идеолошка како единствена Македонија сега да не се злоупотребува. Ние единствена Македонија само една од 20 членки во овој национален блок Македонија. Овој национален блок не отварам врата, а што се однесува до нашата идеолошка определба е многу јасна. Македонија национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите малцинства во државата според меѓународното право.